Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добре дојдовте во уште еден кворум на брановите на радиото во Боја. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител, со мене се слушате секој понеделник, нешто после 11 часот. Денеска во овој политички магазин Кворум говориме за утрешната координација која ја закажа Трајко Велјановски, на која сите политички представници, односно оние народни избраници, ќе седнат на заедничка маса и ќе се обидат да формираат комисија за избори и именувања, која пак треба да го избере новиот председател на собранието. Исто така утре во посета на Македонија во Скопје доаѓа еврокомесарот Хан, што носи тој во дипломатската папка. Овие прашања денеска ги отвораме со мојот соговорник, поранешниот председател на собранието Љубиша Ѓорѓиевски. Добар ден и ви благодарам што дојдовте. Добар ден, ви благодарам што ме поканивте. Би сакала да почнеме со она што ќе се случува утре во законодавниот дом, координација. Трајко Велјановски, поранешниот председател на собранието, ќе ги собере на заедничка маса представниците на политичките партии, ќе се обидат да најдат компромис за составување на комисијата за избори и именувања. Доколку не се состави оваа комисија и доколку пропадне обидот на политичките партии, дали е возможно да се избере председател на собранието? Да, тука има повеќе прашања, но првата асоциација ми се наметнува да го поздравам господинот Трајко Велјановски и да му посакам добри нерви, зашто рековте ќе собере само горчина. Нема ништо сладко да собере, зашто таква е должноста. Иначе сега се сеќавам јасно во собранието, барем во моје време, и сега постоеше една многу добро уредена со македонска резба соба, која се викаше интерно Охридска соба. Сигурно уште интерно тамо така се вика. И во таа Охридска соба имаше една огромна маса, сигурно уште постои, тркалезна. И тука се кршеа копијата, кои и тука тие седници на кои се кршеа копијата беа наречени така со еден европски јазик, угладен координација. А тука идеше до разни конфликти. Не беше баш координација, координирана координацијата, но секако имаше одреден ниво. Јас во таа соба го загубив здравјето. Се здобив со едно огромно искуство за сметка на тоа, но намерно кои ќе дојде странски државници ги примав само и исклучиво во таа соба. Ниеден не прими во кабинетот, горе во канцеларијата, за да вдишат малку од македонската атмосфера и малку да се подослободат од илузиите дека дошле во Банту или Руанда Рунди, да сватат дека дошле во една цивилизација која е постара од нив, од сите. Така што ми се чини дека со оглед на изјавите што доаѓаат од ВМРО ДПМН е дека од кај нив не треба да се очекува никаква, наречам, обструкција, барем не за сега. Се чини дека овие координации некако ќе поминат. Но се зависи од тоа како ќе и кој ќе биде предложен за председател на собранието, се зависи од личноста. Не би се осмелил да прогнозирам, но ми се чини дека очекуваната драма на координацијата ќе изостане и драмата ќе се случи покасно и на подруги места. Мислите на комисијата за избори и именувања тогаш, доколку нема? Не на комисијата, затоа што тие се автоматски елементи. И во комисијата мнозинството ќе има мнозинство, како што има и во пленарните ситуации мнозинство. Она што е суштината на драмата е тоа што представителите на македонскиот народ во парламентот ќе бидат постојано мајоризирани, односно надгласувани и како мнозинство и како народ.
Значи, парадоксалноста на ситуацијата е тоа што мнозинската национална заедница е малцинска во парламентот, затоа што гласовите се поделени на две партии од таа заедница и затоа што има многу јак сега еден талас на влијание од други држави. Така. Во случајот од Албанија. Сега албанците ја сватија флоскулата на Заев сега му е мајката, ја сватија дословно, ама се ми се чини дека ги испадне дека сега не му е мајката, дека сега му е маштејата, затоа што американската политика, тој центар, не им е више мајка и се повеќе им е маштеја, така што таа закасната флоскула нема да функционира, но ќе видиме. А досега Комисијата за избори и именувања броеше 13 члена. Во деловникот не е прецизно наведено колку членови треба да брои ова собраниско тело, меѓутоа со оглед на тоа што веќе се јасни бројките од предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември, како би бил соодносот на партиите во ова собраниско тело? Каков и да е соодносот, аритметиката само се перпетуира. Така што опозицијата во нашиот парламент можела, имала право и го користела тоа право да на некои комисии има председател, односно председавач. И тука тоа се случувало и тоа пак ќе се случува, значи на некои комисии би била председавач, односно би дала председател ВМРО ДПМН како најбројна партија во парламентот, најбројно е велам како партија. По број на освоени пратеници. По број на освоени пратеници. Сега, инаку, за жал, за добро или за лошо, овој пат за лошо, во комисиите бројно е застапено и мнозинството парламентарно. И во овој случај би тоа било коалицијата на Заев и Дуј. Значи дека тие би имале повеќе членови од ВМРО ДПМН, секако тука би влегле и пратениците од БЕСА. Да, и не им е потребен ни Бадентер никој. Сега е проблемот. Зашто македонската национална заедница нема Бадентер. Јас кога бев тамо председател, ќе се донесеше еден закон со нормално гласање во парламентот, каде што мнозинството е секогаш мнозинство, требаше да се прегласува тоа за да се види дали и Бадентеровото правило ќе биде застапено, за да се види дали не се можеби албанците мајоризирани, надгласувани на сила. Сега немаме таков инструмент. Сега македонците ќе бидат надгласувани на сила. Значи, кој е за готово. Нема ниедно правило кое тоа би го успорило, освен председателот, кој има право законот да не го подпише, да го врати, но за 2 месеци експресно законот повторно се гласа и овој пат мора да го подпише. Втората инстанца е Уставниот суд. Но на тој начин нема да добиеме ефикасен парламент, затоа што опозицијата, нарочно ако и председателот е чувствителен на некои закони со кои се закануваат господата од коалицијата на Заев, а и некои вонзаконски действија со кои се закануваат, например дека ќе отпуштаат се од министер до чистачка, дека ќе јадат луѓе, нам ни преостанува сега да се распрашаме во кои касапници има најдобро човечко месо и да ги упатиме, да не се отруат случајно од некоја касапница, да јадат како луѓе. А кога веќе јадат луѓе, да јадат како луѓе, што е мотив за пјеса,
така што во парламентот ние имаме различни искуства. Опозицијата, како што се сеќавате, една година но не доаѓаше во парламентот. Села сега се заканува со блокада на парламентот. Само чий парламент ќе блокира? Парламентот ќе биде негов. Се сеќавам и на една изјава на Села од Собраниската говорница, кога се закануваше дека ќе го запали Собранието, ако се сеќавате, тоа беше на една комисиска расправа во салата Борис Трајковски, токму во Собранието присуствував на таа седница. Но би сакала да се... Зашто не Хитлер Геринг го запали Райхстагот? Она што ќе се случува во Собранието ќе се случува, но тука и народот кој секојдневно е на улица и протестира не само во Скопје, туку ни цела Македонија. Едно од нивните барања е да не се избере председател на Собрание кој нема да ја, односно кој ќе отфрли, они бараат да се избере председател на Собрание кој ќе ја отфрли тиранската платформа. Едни од оние математики кои се прават и од она што се шпекулира во јавноста е дека можеби ДУИ и СДСМ ќе излезат со кандидат за председател на Собранието токму од редовите на Демократската унија за интеграција, што е речиси невозможно тој да се откаже од тиранската платформа. Колку во овој момент се подготвени политичките субјекти кои се во законодавниот дом да го слушнат гласот на граѓаните на оние кои ги избрале на изборите? Се судејќи сега за сега, тој глас или не е доволно мокен, или тие што треба да го чујат се доволно глуви. Но, за жал, ретки се подкрепите на тој глас вон од Македонија. Па ќе видиме, но понекогаш најголемите, би рекол, потфати човечката историја немале подкрепа. Барем според Толстој, историјата е една мрачна, непрозирна сила, која избива вон од контролата на луѓето кои мислат дека контролираат, така што и тоа е огромен фактор, народот е огромен фактор, но крајно е време на народот да му се даде едно јадро. Кога велам јадро, велам нешто околу што ќе се собере тој народ. Народот може адхок да се собере известно време, но ако нема јадро, не може стално да се собира и да... Кога велам јадро, тоа велам дека на народот треба да му се даде, на македонскиот народ, кој се разбира за заедничка Македонија, тука влегуваат и сите национални заедници, да им се даде гаранција, гарантирана програма, од која ни една партија нема да излегува. Без оглед дали е черкеска, албанска, турска или македонска. Значи сите партии што се регистрирани во Македонија треба да застанат за таа програма. Таа програма треба да е верују, треба да е Библија. Ако не може ништо да се напише во таа програма, им советувам на нашите политичари да напишат дека 2 и 2 се 4. И да барат човек кој ќе се спротистави на тоа. Сигурен сум дека ќе го најдат. Ама ќе го најдеме и ние. Значи, без една национална програма нема. Мојата дребност 97 година уште ги обиколив тогаш сите партиски лидери со хартија, со готова програма национална, за која сега се скандира по улици. Ни еден не ја прифати таа програма. Ме праша зошто, се е арно, добро е, се им беше добро, се беше арно. Само во ВМРО најдов извесен одглас на то. И другите воопшто не сака да чујат за то. Здрава нога во трн. Ми велеа дека отварам пандорини кутии и така натака. А то беше една многу блага програма. Многу поблага од платформата албанска. Само беше домашна програма. Значи, ќе мора да се пружи на македонската национална заедница некакво јадро, дали тоа ќе биде во облик на човек,
Иако човечкиот материјал во Македонија се покаже доста расиплив. За жал, доста расиплив. И тука пак морам да се цитирам самиот себе во една моја пиеса за Балканските војни. На крај носат двајца свежи комити кај војводата, нашиве ВМРО-ците. И овој ги испитува и заклучува дека се предавници. И му вика на човекот: абе Јане, ти ми донесе предавници за комити. А овој одговара: не знам бе војвода, попат ми се расипа, а не беа така. Значи попат се расипа. И ова беше играно 1986 година. Пиесата беше играна. Пред 30 години, така се нели? Во време на едноумието. Нели? Така што, но во секој случај ова движење ќе сврли и луѓе. Значи не еден човек, а луѓе, но треба да изврли една, да не речам платформа, ти е смешно, една стратегема, една стратегиска програма за секој да знае што брани во оваа држава. Инаку ќе бидеме како Европската Унија. Пред некој ден, го слушам Чилиманов, човекот е навистина вџашен со распаѓањето на Европската Унија. Еднаш му велат на Иванов: затворија границата за овие бегалците од Сирија, после, а други во истиот ден му вика: не, отворија. Значи едно разногласие тотално. Сега, тогаш треба најмногу да се плашиме. Стара вистина е дека секое животно, секоја женка на животното, кога има мали, е многу опасна. И најпитомата кучка, кога има мали кученца, може да биде опасна. И просто една негативна прогресија кај животните. Колку се поблизу доведени до страв дека се нападнати, толку се поопасни. И сега и Европската Унија во таква ситуација, таа се плаши од самата себе, од собствениот распад, нема излез и може да покаже, не дај Боже, утре преку Хан да покаже и заби. И затоа треба да сме спремни и готови. Тоа ќе ни биде тешко, но јас пак по милионите пак ќе прашам: кога нам, на македонците, не ни било тешко? Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Почитувани назад во Кворум на Радио Слободна Македонија. За оние кои подоцна се вклучиле на оваа фреквенција, едно мало подсетување: мој денешен соговорник е поранишниот претседател на Собранието, господинот Љубиша Ѓорѓиевски. Господине Ѓорѓиевски, споменавме дека еврокомесарот Јоханес Хан доаѓа утре во Македонија, токму на денот кога во законодавниот дом ќе се одржува она координација меѓу политичките партии за да се договорат за избор на Комисијата за избори и именувања. Што може да очекуваме, односно што очекувате вие од еврокомесарот, дали е на повидок пржина 3? Јас сега за волја на вистината не би се осмелил да шпекулирам, зашто што и да каже човек во очекување, ќе испадне дека шпекулира. Но можем да говорам за своето доживување, но тој господин е начитан и се обидува да игра ролјата на свингата, на чудовиштето, а ние неаме Едип да му одговори. Значи, тој мит е на дело кај нас. Но, во секој случај, се плаќа порезот на она што, како да ви речем, предолго време Европската Унија, не само во Македонија, него и во своите редовни членки, дозволуваше да биде само површно преоблечена Коминтерна. Значи, гледате ги нивните закони.
во секое генерално решение се бара едногласност, а демократи се. Секоја едногласност и монолитност е комунистички феномен. Едногласност е измисли Ленин. Значи се бара едногласност. Сега, кога го бира повторно председателот на Советот, не беа едногласни и ги фати опасна паника. И кој Полска не гласала за својот човек. Па тоа е демократија. Да не гласат за својот човек. А тие реагираат болшевички. Значи, тоа е прво и основно. Таквата политика раѓа секогаш двојни аршини и раѓа секогаш еден класичен феномен. Мувата да може да си вообрази дека е млазен авион. Сухој. А мува е зелена, одвратна. И тоа се случува и кај нас. И сега што? Како можам сега јас или било кој да прогнозира што ќе направи Европа доведена пред распад? На кој начин ќе покаже дека не е пред распад? Така што не може да се одговори на тоа прашање, но за жал и ние несвесно ја прифативме и го говорам како народ, како држава, не говорам партиски. Впрочем, тоа не е ниво мода више. Значи, говорам како држава. Говорам за сите влади од Киро Глигоров наваму. Сгрешивме што прихвативме една болшевичка теза, еден болшевички принцип, кој гласи нема друга алтернатива. Па јас сум се борел за демократија цел живот, за да има друга алтернатива. Зашто демократија без друга алтернатива не е демократија. Тоа е оксиморон. Тоа е совршена глупост. И ние сега и ден денес, се уште сама секоја влада, тврдиме дека Европа нема друга, за нас нема друга алтернатива. Па кога сме биле ние Европа? Толку за да нема друга алтернатива. Ние сме ја просветувале Европа. Ама тоа е друго нешто. Значи, и сега, ако вие мене ми дадете да јас сум единствена алтернатива за вас, јас со вас ќе правам што сакам. Според тоа, Хан утре ќе направи со Македонија што сака. Ако не му се спротистави народот. И нашиот последен адут е народот. Но, пак ќе повторам, на народот треба му се даде некакво јадро. Односно, треба му се даде алтернатива. Не може да се владее демократски со принципот нема друга алтернатива. Знаете кој нема друга алтернатива? Па еве, Заев беше осуден. Па имаше друга алтернатива. Се појави од некаде Бранко и го амнестира. Осуден на смрт, додека не падне командата да се пука во него, има алтернатива. Има надеж. Ние сме втерани во една ситуација да нема алтернатива. И затоа е овој сега бунт на народот. И затоа сега народот вади разни мали списочења кои се барањата на тој. Што бараат? Тие нема да го добијат тоа што го бараат. Меѓутоа, добиваат алтернатива. И тоа е голема работа. Свет без алтернатива е еден диктаторски, комунистички свет и за жал на неколку генерации македонци, вклучително и мојата, им е судено да се родат, да живеат и да умрат во свет без алтернатива. Сега би се навратила повторно на она за изборот на председател на собранието. Изборот на собранискиот спикер виси исто и како и локалните избори, што висат за ВМРО ДПМН е едно од решенијата за излез од оваа ситуација во која сега се наоѓаме одржување на нови предвремени парламентарни избори кои би дале појасна слика заедно во пакет со локалните.
Според Социјалдемократскиот сојуз нема потреба од нови избори, тоа се позициите на партиите. Од друга страна го слушнавме Ахмети дека сепак смета дека треба да се слушнат сите политички субјекти во земјава и дека е потребен консензус за било што и да се направи во една ваква ситуација. Дали е возможно одржување на локални избори во скоро време, кога според вас би било идеалното време, доколку сепак партиите се решат за излез од оваа криза да одржат уште едни предвремени парламентарни избори? Видите, ситуацијата е таква што партиите, односно Заев, нема никогаш да се сложи за нови избори, затоа што во тој случај би го довел во прашање собственото ветување или што и да е собствениот кеф, ако сакате, да се здружи со албанците, зашто тоа целото сценарио пропаѓа. Од друга страна, новите избори не се само предлог на ВМРО, да помене. Тоа е предлог на здравиот разум. Секогаш кога има криза во една држава, или таа држава се распаѓа, или се прават нови избори. Бидете уверени да комунистите во Југославија да се сложат да направат избори со повеќе партиски системи на југословенски ниво, Југославија немаше да се распадне. Меѓутоа, диригирањето, сценариото беше такво да треба да се распадне. Јас се сомневам многу дека оваа платформа е подкладена не од рама, подкладена малку погоре, од оние сили кои сега во Америка берат душа и кои скоро ќе паднат во Америка прво, за да паднат и во целиот свет. Значи, таа платформа е подкладена. Сакате немир во Македонија? Пробавте. Шарени револуции, бојадисување, навреди, викања, 2 години не успеавте. Зашто? Не ви е добар рецептот. Сакате немир и сакате едно војниче во Македонија. Тогаш, дајте им на македонците предлог што не можат да го прифатат. Значи, платформата е така срочена што ниеден човек со здрав разум, македонец, не може да ја прифати. И еве го резултатот. Ние не ја прифаќаме. Тоа е присилно учество во едно сценарио. Меѓутоа, срекната околности, затоа се реков дека историјата е темна сила, го цитирав Толстој, која се појавува изненада од никаде, како вулкан. Се појави еден Трамп, се појави британскиот народ кој излезе од Европската Унија, се појави Мари Ле Пен и така натака, одеднаш луѓето почнаа да се освестуваат дека некој им го трка килимот од под нозе. Така што сега е се пак повторно во воздух. Сега коцките се фрлени, ама не се паднати. И тие се во воздух. Друга работа е кој ќе успее да подмести фалшиви коцки. Знаете, има и фалшиви коцки. Едната е слободна, а другата стално паѓа шестица. И шо, по потреба што ви треба. Така да вие стално имате пола, реми имате. Таквата коцка во овој случај е Албанија како држава. Албанците ние немаме никаков конфликт со албанците како народ. Ние сме живееле 1000 години со нив, ќе живееме уште 1000. Тука се работи за нешто друго. Се работи за едно монструозно ползување на нашата внатрешна македонска неслога. И веќе ми се здодеа да се цитирам самиот себе, но уште на времето кажав дека ако сакате да разнебитите Македонија, за таа роља најдете македонец. Тој најдобро ќе ја направи. И најде. Ајде уште едно прашање. Како очекувате вие сега да се развива ситуацијата во државава, како да излеземе од оваа ситуација во која се наоѓаме сега во моментов и можно ли е крајно да се формира влада без мандат од претседателот Иванов? Не, ова второто е залудно да се праша. То не е можно. Се разбира, се е можно насила. Токму затоа и ве прашав. Насила се е можно, ама
при наличието на еден толку многу бројан народ на улица, насилието може да се заврти и против насилниците. Така што тоа е, неќум да мислам на тоа, не дај Боже. Ова другото, ќе видиме. Излезот е, како што рековме, само во избори. Нема друг излез. Историјата не познава друг излез. Но што доколку другата страна е упорна да ја спроведе платформата и својата Господинот агенда? Груевски понуди на Заев, биди ти премиер. Имаш подршка од 100 пратеници. То беше посредна порака и до Хан. Хан велеше една широка влада. Море. Не знаеме што е широка влада, широка коалиција. Па еве најширока. Ниједна коалиција не може 100 пратеника да обезбеди. Еве го послушав. То беше порака и до Хан. И се надевам утре тоа ќе му биде речено. Порака која во еден нормален свет ми била поздравена. Но истата таква порака во еден исчашен свет, исчанчен свет, како што живееме, се доживува иронично. Како иронија. А не беше тоа иронија. Еве, само да спасиме државата. Сега, тоа е една можност. Ако Европа сака да биде честна, тогаш, како што изнедри 4 подписа за СЈО, треба да изнедри 4 подписа за решението. А решението може да биде такво. Да се направи влада која ќе има најширока поддршка во парламентот. Од сите. И од албанците, од сите. Но без платформата. А колку ќе трае таа влада, ќе видиме. Груевски најавува дека ќе понуди еден документ од страна на ВМРО-ДПМНЕ со кој ќе се најде излез од политичката криза, што може да очекуваме од оваа партија и од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, што може да видиме во тој документ. Треба да очекуваме пак еден конструктивен документ, може да чекор понатаму од ова, што е предлогот, но што и да видиме, јас мислам дека стравот на Заев е толку голем, што со војна музика да го внесиме во палатата на владата на Македонија и сите да сме за него, цела Македонија, комплетно, со плебисцит, да владее 9 години, да не е незаменлив, нема да се осмели да го прекрши ветувањето што го има дадено на албанци, нарочно на во Берн. Но, во секој случај па, на Груевски е да даде некое конструктивно решение. Нема кој друг. Но прашањето е колку е подготвена другата страна да направи одстав. Исто оглед на тоа што нели кога има компромис, има и незадоволни и кај едната и кај другата страна. Нема, не, мислам дека не се подготвени. Ви реков, со војна музика да го ставиме, не. Затоа што тој на неколку страни има ветено неколку спротивставени нешта. Па го гледате села колку е гневен, он е всушност гневен на него. Не е гневен на мене. Јас ништо не сум уветил. Јас сум уветил само дека не го давам знамето. Тоа да, на тоа може да рачуна. Сигурно. И било кој од нас. Но он е гневен на Заев. Тука е работата. А како иначе? А гневни се сите избунети на ова што иде од озгора. Тие добиваат контрадикторни пораки од озгора. Медовта Ахмети рече, јас не влегувам во парламентот без политички договор со Груевски. И то го рече да има со што да ја отвори партијата утре. Нема што да му каже на Хан. Но во меѓувреме некој друг ќе дигне телефон, ќе му рече и ти пази што правиш. Она што на времето го каже вака премолчено ампасан Ордановски пред година и пол. Сега пружа од прва маро, ама кој ќе дојде еден бабачко и ќе им рече, слушај ти,
Немој многу да мрдаш. Одма ќе попуштат. Тој бабачко, што ќе речи, немој ти многу да мрдаш, го нема. Аут. Сега се 3-4 такви. И сега настапува лудило. Лудило меѓу послушниците балкански. Кого да слушаат? Сега тие се молат на Бога да им даде господар. Нема господар. Значи, тоа е добар знак за демократијата. Ќе мора да бидат демократи. А за демократи нема Кумровец. Нема ташкова. Сите се од Кумровец. Господине Георгиевски, тука ќе мора да ја привршуваме денешната емисија. Ви благодарам многу што ја прифативте мојата покана и за ова интервју. Се надевам дека разјаснивме дел од оние дилеми кои постојат во јавноста, но проговоривме и за очекувањата од утрешниот ден и од посетата на еврокомесарот Хан. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас. Вам, почитувани слушатели, ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција на радио Слободна Македонија, веднаш повестите во 11 часот. Емисијата Кворум е во продукција на Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата, техничка реализација Никола Јовановиќ и Дине Вучков. Денеска е 20 март 2017 година. Ви благодарам уште еднаш, пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.